најавуваме нешто кое што верувам ќе биде на особено задоволство на сите, а посебно за тие кои што се редовна публика во Македонската филхармонија. Најавуваме концерт на 28 март, наречен Татковина, концерт за кој што повеќе во продолжение ќе не изборува еден од јас ќе извадам еден дел од еден интервју, најпосветените музички уметници кои виолината буквално не ја испушта од раце, а тоа е Бојан Илковски. Бојан, добро ни дојде во утринска програма. Добро ве најдов. Добро утро. Поздрав до гледачите. Фала ви за поканата. Си бил во утринска како гостување, но како што ми кажа онлайн, а не си присуствувал физички овде во нашето студио и мило ми е што еве за прв пат си кај нас во оваа сезона во утринска на И мене ми е многу драго. Особено затоа што имаме многу убаво нешто да најавиме, а тоа е концертот Татковина кој што ќе биде на 28 март во Филхармонија, па можеме малку да ги информираме гледачите, оние кои што те следат, кои што се дели од твоите концерти, кои верувам веќе можеби знаат дека следува овој концерт и ќе бидат во публиката, но добро е малку да позборуваме што секи има на концертот, поточно што има на програмата и ти како виолинист и она кој што секогаш знаеш да го искажеш токму преку музиката и на самата сцена. Така е, јас сум дел од годишната програма на Филхармонија, годишната програма 2023-2024. Ќе настапам нели како солист на виолина заедно со маестро Сашо Татарчевски. Ќе го изведеме концертот за виолина и оркестар број 1 од Николо Паганини, кој што според мене е можеби по своја тежина јас го нарекувам лично Монт Еверест по својата тежина. На концертот ќе биде изведена и симфонијата број 4 од Роберт Шуман и тоа е тоа. Ова е истиот концерт со кој што минатиот месец настапи во Софија, така? Така е, да. Во Бугарија и токму тоа го имаш споменато дека истакнато дека ваквиот концерт по својата тежина и автентичност представува свој виден Монт Еверест, но ако велиш дека музиката за тебе представува магија, тоа е очигледно, и дом каде што живее човечкиот дух, ми се чини дека тоа е еден идеален опис за тоа што всушност представува музиката за еден вистински музички уметник и тоа се рефлектира на самата публика. Ама кај македонската публика тоа е несомнено, но особено е интересно кога ќе спомнеме за импресиите кои што ги доживува некоја странска публика, во случајот софиската публика или бугарска. Па да, интересно е тоа што на музиката луѓето реагираат секогаш исто. И музиката е универзален јазик и емоциите се апсолутно нема граници тука. Си представувањето пред својата домашна публика е секогаш најискрено, најубаво и точно нашата публика знае точно да го препознае тоа што музиката го знае да го пренесе. Кога има овации, кое е да речеме чувството кое што веројатно ќе се одбере некој збор па да се опише кај сите уметници кои што тоа го работат од срце, но еве и кога станува збор за ваквите концерти. Овациите се тие кои што всушност кажуваат на самата успешност или на тоа дека навистина се остава свој печат токму на сцената. Ако зборуваме и се навратиме малку наназад на почетоците, поточно самото членство или работно место во Филхармонија од 2014 година и како што и кажуваш, точно една деценија на местото прва виолина тути и со таа привилегија да се биде дел од една музичка фамилија наречена симфониски оркестар. Колку е важна и соработката со оркестарот, да речеме за целокупната таа успешна слика со нели колегите, со сите оние кои што представуваат дел од сето тоа или како видиме парче од тој мозаик кој што се представува на публиката преку голем број концерти, значи и за да се поминат сите предизвици па и искушенија со кои што Филхармонија во изминатиот период поминуваше. Јас во оркестарот на Македонската филхармонија мислам јас и во минатото кога сум бил и ученик и како студент сум остварувал бројни
настапи солистички, но 2014 година јас сум вработен во тој оркестар и во тој момент јас бев и најмладиот член на тој оркестар, што за мене беше огромно едно признание тогаш како млад музичар и беше привилегија да нели како млад музичар да бидете меѓу тие музичари искусни. Млад, но ценет виолинист и од постарите колеги кои што веројатно немаат предрасуди па ни комплекси. Апсолутно. Да дадат признание на млади талентирани. Македонската филхармонија била секогаш отворена за млади луѓе, млади музичари. Како да го пренесат искуството на младите и како самиот оркестар да види бенефит од младите на некој начин. Ви тоа е вистинската формула. Апсолутно. За да си има една, нели, како што велиме, и целина, но и успешно приказа на сето тоа што го прави филхармонија со својата програма и годишните концерти. После татковина, после концертот кој што ќе биде во четврток, имаме ли нешто следно што можеме да го најавиме од тебе? Дали тоа ќе биде нешто тука кај нас, дали ќе биде надвор од нашите граници и што се спрема за Па би требало да има настапи во втората половина на оваа година. Уште се планира и програмата и начинот на како ќе бидат изведени тие следни мои настапи. Во секој случај ќе биде известена јавноста. Да, за се што ќе има следно. Така. Најчесто се појавуваш на сцената со пианистот Дино Имери, кој што е твој втор дел од нели самата слика на сцената, но и соработник со кој што и тоа како правите успешно. Па имам среќа да соработувам со еден таков габаритен музичар каков што е Дино. Ние непрекинато настапуваме и тука и на многу европски фестивали за класична музика и еве пред 2 години го издадовме нашиот прв албум Страсти. И тоа е една соработка која што трае, ми се чини, повеќе од 12-13 години, уште од студентски денови. Така. И соработка која што веројатно ќе се продолжи и во иднина, во очекување можеби и на некој следен албум кој што ќе го доживееме и кога веќе ќе нели завршуваме со нашиот разговор и пред да ги поканиме уште еднаш нашите гледачи за концертот во четврток, јас би те прашала ако зборуваме конкретно за управување или танцување со инструментот како што е виолината, тогаш колку е тоа, да речеме, предизвикувачки, колку бара концентрација, дали ти се случува никогаш да, јас не знам колку при свирењето со виолина може да се импровизира нешто доколку нели има некаков што може да им се случи, не знам, на музичарите, дали блокада или слично, или нема такви моменти? Па не, со виолината сум секој ден, што се вика, тоа е мој живот и значи, убаво е напишано, буквално не ја испушта виолината од раце. Па да, нели работата која е во филхармонија, нели работата и со тука го спомнувам и оркестарот за филмска музика FAMES, кој што работи непрекинато исто така. И ангажманите се цело време присутни. Да, што значи дека составен дел од животот или од секоја практично и минута во секојдневието е, се разбира, дружбата со виолината како најдобар пријател. Бојан, посакувам успешен концерт во четврток, еве ги покануваме уште еднаш гледачите, татковина концертот на 28 март во Македонска филхармонија, во колку часот само? Во 20 часот. Во 20 часот. Во 20 часот билети веројатно се уште има, начинот на купување на билети си постои онлайн и таму на билетара на во билетарата на Македонската филхармонија. Да. Благодарам за гостувањето и за времето и со глед на тоа што си ни прв пат вака физички во студиото, ќе те очекуваме во некоја следна прилика, видам со најава на нешто ново. Ќе ми биде чест.